Gatčinja, zdravo. Zdravo. Vi si kako ste napišale pisnička ili raskaza proleta. Može biste nacrtale crtež. Sedno. Našата камера минатата пролет ја виде вака. Возниот ред на пролетта не е строго определен. Таа доаѓа качена врз крилјата на развигорецот што ја прелетува планината и се стркалува во полето низ нивите низ пролетните угари. Таа е сонце позлатено, цвеќе од радост испукано од својата пупка, разгргорен поток од свила, влажна земјена воздишка, насмевка на коравите раце на орачот, раскрилена песна на птиците, среќа за врзување на сите китки од среќа. Ние растеме заедно со пролетта, се радуваме на секое нејзино доаѓање, иако сме постари за уште една убава пролет. Ја дочекуваме како безгрижни деца или како расприкажувани старци. Ја пречекуваме од сите страни и ја поздравуваме со нашата најубава песна, ја прибираме во нашите дланки и од неа создаваме бајка од сончевина испрскана со најубави мириси. Зачекоруваме во пролетта посреќни и порадосни од минатата пролет. До пролетување.
Нашето навраќање во нашето историско минато го нарековме народот рече не. Тоа не нашиот народ го рече на големите 27 мартовски демонстрации во 1941 година, кога предавничката влада на Стара Југославија му ја предаде земјата на фашистичкиот завојувач. Во ова навраќање во нашето историско минато се присетува учесникот во тие мартовски настани новинарот Ружа Бак. Јас тогаш веќе бев исклучена од гимназијата поради скоевска активност, меѓутоа бев поврзана со другарките од гимназија, како и со некои групи, други скоевски групи, кои што ги поканив да излезат на 26 март вечерта. Сите ние имавме одредено кај да се собереме и групата одводно, која што требаше јас да ја доведам, дојде до кај станица. Тука веќе беа другарите од Монополот, веќе беа другарите од Филозофскиот факултет. И ние се влеавме во таа маса. Со мене дојдоа неколку скоевски групи одводно, тука беше Невена Георгиева, Деса и Јованка Кутурец, Кева Петрушевска и низа други другарки. Тука беа и нашите другари од фабриките, беше Илија Јакимовски, Боро Трајковски, Благоје Давков и пуно други другари. Кога дојдовме до плоштадот, демонстрациите застана и истакна неколку говорници. После тие говори кои повикува на еден отпор противу фашизмот и противу тројниот пакт, демонстрации продолжија преку мостот. Отидоа до тогашниот истражни затвор, кој што се наоѓаше нешто изнад црквата Свети Спас. Тамо беа затворени неколку наши другари, меѓу кои беше и Бајо Видич, кој беше секретар на Покрајински комитет на СКОИ. Демонстрациите тамо фрла пароли противу ненародниот режим, бараа да се пуштат политичките затворници и отамо по малите улици тргна низ Турската чаршија и се враќа назад на кај мостот. Со мене одеше Невена Георгиева и кога дојдовме до мостот и зачекоревме на него, наеднаш почна оние неколку реда што беа пред нас да се гурат и да се враќат назад, за тоа што преку мостот доваѓаше полиција на коњи, која што газеше све што беше пред нив. Многу луѓе рипна у Вардар, некои се повлекоа. Ние исто така некако се повлековме и тогаш демонстрациите се поделија. Од десната страна на мостот, други отидоа од левата страна на мостот и сега демонстрациите прерасна во многу мали демонстрации кои траја скоро цела ноќ низ градот. Јас сеќам, ми се враќавме пак преку по главната улица и тамо имаше една група демонстранти која се судри со полицајците и еден работник ја раздра кошулата и застана пред полицајецот и му рече прободи ме ако смееш, меѓутоа полицајецот се збуни и се повлече. Така да таа група демонстранти со нас продолжи да демонстрира. Таа вечер беа затворени и многу наши другари, неколку студенти беа и ранети. Тоа беше таа голема демонстрација на 26 март вечерта. Така бледо опишани тоа беа демонстрациите на 26 март во Скопје. Меѓутоа, такви демонстрации имаше низ цела Југославија, во Белград, во Загреб, во Прилеп. И таа ноќ, уствари, беше срушен тројниот пакт и народот на Југославија му рече на Хитлер дека не е пожелен во оваа земја.
Ние после демонстрациите се вративме дома и другиот ден предпладне пак излезговме у градот и тоа беа пак едни масовни демонстрации, меѓутоа не така масовни како што беа тие на 26 вечерта, затоа што веќе и немаше таква причина, тројниот пак беше урнат и луѓето очекуваат дека ќе дојде до една отворена борба противу фашизмот. Оние другари што беа затворени одлежаа неколку дена во затвор, после што беа пуштени, а во гимназиите и во скоевските групи по фабриките се почна уште една поголема идеолошка припрема за борба противу фашизмот, која што беше на видело. Во училиштето Рајко Жизифов во Скопје, во соработка со клубот на младите амбасадори од пионирскиот дом Карпош, деновиве беше одржан еден необичен час, посветен на пријателската земја Јапонија. Еве како изгледаше тој час.
Името ни е пријателство, порачуваат младите амбасадори и учениците од основното училиште Рајко Жизифов од Скопје. Часот посветен на Јапонија е уште едно подавање на детската рака кон сите деца на светот, во случајов кон јапончињата и нивните родители и пријатели. Се беше во знак на Јапонија. Децата од ова училиште прошетаа низ историјата и сегашноста на земјата, ги поздравуваа присутните на јапонски јазик, ги поздравуваа со своите цртежи инспирирани од она што слушнале или виделе нешто за Јапонија, сето тоа собрано во специјалната изложба. Овој необичен час беше збогатен и со забавна програма, со песна и игра.
Патрониот празник во училиштето Браќа Миладинови во Скопје го следеше и нашата екипа. Во следниве минути ќе ги видите нашите другарчиња како го прославија празникот. Рециталот посветен на животот и работата на браќата Миладиновци заземаше централно место во прославата на патрониот празник на училиштето. Рецитаторската, драмската, музичката и другите секции содржински продефилираа низ бурните епизоди од животот на Миладиновци. Особено беше забележена креацијата на драмските млади артисти, кои се обидоа со замислени сцени од Струга, Москва и Цариград да се соживеат со ликовите на Константин и Димитар, да ги изразат нивните маки, носталгијата, постојаната борба со нашите непријатели. Thank you.